Добар ден, ученици! Јас сум Александра Почивалец, наставник по деленска настава. Денеска ќе учиме за наставната содржина, видови реченици според составот или структурата по македонски јазик за 5-то оделение. Сите знаеме што е реченица. Реченица е целосна мисла, искажана или напишана. Целта на овој час, ученици, е да научиме како се делат речениците според составот. Значи, според составот речениците се делат на прости реченици и сложени реченици. Главни делови на реченицата се подмет и прирок во реченицата. Делот од реченицата кој кажува за кого или за што се зборува во реченицата се нарекува подмет. Подметот во реченицата можеме да го определиме со помош на прашалното зборче кој. Да составиме реченици, имаме слика. Што гледате, ученици, на сликата? Па според тоа што го гледаме на сликата, јас составив две реченици. Дедо ги храни гулабите. На прашањето кој, односно кој ги храни гулабите, го добиваме подметот дедо. Дедо е подметот во оваа реченица. Втората реченица, седи на клупата. Има ли оваа реченица подмет? Значи оваа реченица нема подмет. Седи на клупата. Знаеме ли ние кој е подметот? Ние можеме да претпоставиме и знаеме кој е подметот од сликата и од првата реченица, така ли? Значи, ученици, треба да знаеме дека подметот во реченицата може да биде и изоставен. Делот од реченицата кој нам ни кажува што работи подметот или што се случува со подметот се нарекува прирок. Прирокот е основен дел во реченицата и без него нема реченица. За полесно да го препознаваме кога го бараме подметот и прирокот во реченицата, подметот го подвлекуваме со една линија, а прирокот со две линии. Пример, Нина чита. Кој чита? Нина. Нина е подметот во оваа реченица. Што прави Нина? Чита. Чита е прирокот, односно прирокот секогаш е глаголот во реченицата. Колку прирока има во оваа реченица? Еден прирок. Па според тоа можеме да ја научиме и оваа дефиниција. Речениците кои имаат само еден прирок се викаат прости реченици. Ќе ја повторам оваа дефиниција. Речениците кои имаат само еден прирок се викаат прости реченици. Втор пример. Нина игра и пее. Оваа реченица е малку подолга од претходната. На прашањето кој игра и пее, го добиваме подметот Нина. Нина е подмет во оваа реченица. На прашањето што прави подметот, односно што прави Нина, игра, пее, значи го добиваме прирокот. Глаголите игра и пее се прироци во оваа реченица. Колку прирока има во оваа реченица, ученици? Во оваа реченица има два прирока. Игра, пее. Па според тоа можеме да ја научиме и оваа дефиниција. Речениците кои имаат два или повеќе прироци се викаат сложени реченици. Значи, речениците кои имаат два или повеќе прироци се викаат сложени реченици. Да го провериме стекнатото знаење. Која од следниве реченици е проста, која е сложена? Првата реченица, мама оди да пазарува.
На прашањето кој оди да пазарува го добиваме подметот мама. На прашањето што прави мама го добиваме прирокот оди да пазарува. Значи, оваа реченица е составена од два глагола, односно два прирока. Оди, пазарува. Па според тоа, значи, оваа реченица е сложена реченица. Втората реченица, Роберт, Тоше и Аце играат одбојка на игралиштето. На прашањето што прават Роберт, Тоше и Аце, значи што прави подметот, го добиваме прирокот. Играат одбојка, значи зборот играат е прирок. На прашањето кој игра одбојка на игралиштето, го добиваме подметот. Во овој случај имаме три подмета. Роберт, Тоше и Аце се подмет во оваа реченица. Играат е прирок во оваа реченица. Бидејќи имаме еден прирок, значи оваа реченица е проста реченица. Се надевам дека ви е јасно, дека научивте кои се прости, кои се сложени реченици ученици, па според тоа ваша задача ќе биде дома да напишете 10 прости реченици и 10 сложени реченици и да ги анализирате.